Хеј, Пандамониум радио екипа, во живо од Shake Reinvented во лабораториум. Здраво на сите што сте тука. Фала ви што дојавте и малце порано на нашата Шршац Culture оф програма. Трече? Добро дојдовте сите, ова не е Пандамониум радио шоу, не е ни спешал. Ова е еден од за Шршац Culture, новиот офшут на Шршац екипата. Во име на целата тема и темата која што ќе обработуваме и музички, сакавме да ја обработиме и вака, па ќе направиме муавет за што е тоа трап албум, што е трап класик и може да спомнеме некои да видиме кои се. Има веќе пројдено бајаги време од тогаш, плюс 10 години, така да мислам плюс 10 години. Се знае од кога е таа трапера, кога беше пикот, со што умре, така да ќе направиме муавет за тоа. Тоа е многу добар старт, бидејќи кога го спремавме целиот панел, и како што може да видите, каучов е празен. Као прво, можам сакам да ги поканам сите што се у лабораторија моментов, може да дојдете малце поблиску ако не слушаат добро од таму. Без притисок. Земете си пијачки, застанете си. Инаку каучов е отворен за секој што сака да си го каже своето мислење. Концептот на Пандамониум уште од самиот старт е таков и ова е уште еден начин како може под наводници да го слушнеме и гласот на некој што нема некаква платформа како што имаме јас и ти. И затоа постои нашата платформа и Пандамониум радио и Шршац Culture. До сега вртеше албумот на Future, односно ако не се лажам, тоа е микстейп. Dirty Sprite двојката, кој излезе летото од 2015 година, значи повеќе од 10 години е стар. И добро е начинот ти темата како еден албум, ај може да збориме и за трап, како еден трап албум или трап микстейп станува класик. Кој е за тебе, кои се параметрите што треба еден проект да ги има за да стане класик? Го размислував ова, искрено, баш кога зборевме и која начинавме и кога утврдивме за што ќе збориме, пробав да се навратам. Отворив стари ствари што имам слушано, отворив онака фолдери што ги имам зачувано од стариот лаптоп, пошто ова време не е стриминг ерата, тоа мора да разграничиме. Порано беше симнување не цели албуми, туку беше симнување дали една-две песни, па ако ти се свија може ќе влезеш. Се уште користевме Datpiff, се уште користевме SoundCloud за симнување ствари. И мислам дека немам точни параметри зашто тоа прави еден цел албум, иако можам песни да набрам милион од тоа време. Ја имам проблем со тоа. Седнав онака денес, сабајли сега пред да дојдам овде и пробав да напишам на лист. Издвоив некои албуми, ама не знам што е тоа што го прави класик еден од другиот. И тоа ми беше и мене малце као да ќе направиме муавет за тоа, ама искрено претпоставувам дека можам да замислам барем за било кој фан дека као трап класик би било неколку песни, една, две, три. И тоа се изненадив дека на многу од тие големите албуми кои што ги имам ставено на листа, сите имаат по 2 или до 3 песни кои што биле големи у тоа време. И претпоставувам дека и тоа била на еден начин и ако имаш 2-3 песни кои што биле големи, у ова време се уште микстейповите се многу постојат како елемент, како формат кој што раперите го користат за да се докажат, за да се покажат голем дел од тие песни, после се наоѓаат и на деби албумот. Така да претпоставувам дека тие најголемите песни од албумот се тоа што ако останат и ако го издржат тестот на времето, го прави автоматски да биде и класик албум. Искрен ќе бидам, не се сеќавам на голем дел од тие дипкац на самите албуми, што ме тера да мислам дека у тоа време и не сум слушал албум за албум, поише било што е јако на Datpiff, што е јако на Hot News Hip Hop, што е јако на Audio Mac. Си минјам од таму, слушам, преслушам. Ако ми се свиѓа, ако заглавам некаде, ќе влезам у албумот. За мене е повеќе не самата содржина на албумот, туку значењето на албумот во дадена ера, бидејќи веќе гледано да. Така може веќе да. Поминато е многу време. Апсолутно. Значи за некои албуми се повеќе од 15 години стари, од тие да речеме први трап класици или 10 плюс секако, а некои си помалце. Напишав една мини статија на Шршац Culture, кој не следи, нека не заследи. Каде што од прва онака зборевме со Цуци што да правиме, викам ај ќе пишам, сакав прво 3, викам ај ќе ги ставам и синките на еден. Од прва што ми дојдоа, значи буквално Chief Keef Finally Rich е повеќе од 13-14 години стар, обележува момент во музиката, Turning point. на тајмлајнот онака. Culture го ставив тука,
и го ставив Astroworld, кој за мене, иако не се поминати 10 години, мислам дека е веќе Certified Classic поради импактот што го имаше, инстант, огромен мега импакт, и плюс за мене уште една точка што после него трап музиката почнува да опаѓа и веќе не е ништо толку добро и не е толку свежо. Заради тоа и велам, тие што барем ја на албумите на кои што се навратив, и ќе збориме што е трап музика, мислам нема да даваме целата приказна за трап музиката, но генерално на пример мене ми завршува со Astroworld. Као целиот тој бран, после тоа веќе го достигна највисокото ниво кое што една музика или еден жар или еден звук може да стигне до некаде, и од која пројде веќе тоа мислам дека е ненадминливо. Барем според мене. Од тогаш барем ја не се сеќавам да имало еден хит кој што можеш да кажеш дека е дали оставил трак, дали оставил печат, дали го сменил звукот на еден начин, не се сеќавам. Можеби Astroworld беше последниот кој што после него се уште имаше луѓе кои што пробуваат да го емулираат тој звук. Точно. Ќе кажуваш еден трап класик или неколку пред да поканиме некој да се качи со нас? Имам ноутс. Си запишав. Ајде. Али Ретко го прави ова, така да значи се спремал стварно. Да, се спремав стварно. И локти има ноутс, ми ги покажа вчера. Имам неколку, така да ќе набројам поише и само ќе ги кажам бидејќи и може и ова да начне некоја тема онака за муебет, може би у некое следно наше издание да не давиме овде, ама ќе спомнам. За мене е многу битен од тоа време, иако можеби луѓе не го класифицираат како трап албум, ама за мене е Kanye West Cruel Summer, еден од нив. Добро. Би рекол дека Dirty Sprite 2 е еден од тие кои што не можеш да го изоставиш од било која листа, мислам. Ја ќе го кажам Travis Scott Rodeo како еден. Исто така, да. И мислам дека на многу луѓе нема да и се најде, но A$AP Ferg, Trap Lord, мислам дека е еден од тие албуми кои што во тој даден момент, во моментот кога искочи, беше еден од најбитните албуми. Многу поише него ли тие на A$AP Rocky, иако песните им беа на ниво. Како албум, мислам дека беше многу по-превалентен во звукот и во културата во која што живее и твори, мислам дека беше побитен од A$AP Rocky. Ки ги одвојам тие. Шаба Ренкс. Сабајлеа слушав Hood Pope. Да. Скренав. Hood Pope, спотот, да. Скренав. Дефинитивно. Ја Добар би ги избор, извел искрено. тие. Добар избор. Имам поише овде напишано, ама Al Farrell тука ми е Quintana, Uptown, Upper Echelon, сите се големи песни. И пак ќе кажам, заради тоа се навраќам. Од секој албум можев да набројам 3. Добро, тоа се сингловите, брат, тоа нормално е. Нормално е тоа дека 3 има огромни песни. Ја мислам дека Culture од Migos не е таков пример. Dirty Sprite 2 има I Just Fuck Your Bitch in Some Gucci Flip Flops, али повеќе целиот проект, можеби не е 10 од 10, као No Misses, али целиот проект и повеќе целиот импакт на Future кој тогаш во многу кратко време вади неколку микстейпи со сосема нов звук од претходниот звук, бидејќи се сеќаваме на претходниот звук на Future беше прво оној која Ептен беше бавен, забавен, да, мрсен. во последно време експериментираше многу и со поп, некои со работки со Ријана имаше оно и после одеднаш го вади овој и сосема нов звук доаѓа на сцената, тука се појави Метро Бумин повеќе, па таков некој момент на значај, исто како првиот микстейп на 21 Savage и Метро Бумин. Ако треба да го спомнам Future, ја би идел со What a Time to Be Alive. Искрено. What a Time to Be Alive е комерцијалниот пик на целата негова она микстейп, на целиот негов микстейп ран. И мислам дека доволно се, ама ајде, кажи ми ја твојата, освен Final кажи ми ги твоите некои други, например, што ти оставиле. Би сакал да поканиме некој друг. Ајде. Имаме ние за зборење секако. Дали некој Оги ќе сакаш да кажеш некој збор? Ајде, некој друг? Може после. Локт. Влада е спремен. Како си, брат? Репетиран беше, ова е Влада, DJ Locked, наш добар другар и соработник од Србија, од Нови Сад, ќе се обрати на српски. Не верувам дека научи македонски овие пати кога беше тука, али мислам дека ќе те разбереме, нема да биде проблем. Ćao ekipa, pre svega hvala puno što ste me pozvali da ovo iznesem svoje mišljenje vezano za neke trap klasike koje ja mislim da su ostavili uticaj i na mene i generalno na kulturu. Već smo spomenuli Dirty Sprite 2, ali moram i ja još jednom, zato što zaista mislim da je to, iako nije početak trapa i nešto što je zapravo nastalo 10 godina posle T.I.-evog trap muzika, mislim da je jako dobar primer gde vidimo neku trap renesansu, odnosno neki novi oblik eksponiranja trap muzike.
Исто тако, има јако една заpravo занимљива анегдота за Dirty Sprite 2. За one кои не знају, велики су шанси биле да албум не изаđe iz prostog razloga što DJ Esko i Future su bili u Dubaju na turneji 56 Nights? i DJ Esko je bio uhapšen zbog marijuana possession i sa njim je bio hard drive na kom se nalazio Dirty Sprite. Tako da čekali su da izađe DJ Esko iz zatvora i nadali su se da će se to desiti kako bi došli nazad do hard drive-a i to je trajalo 56 dana. Upravo tako i znamo da postoji mixtape 56 Nights koji je ostavio isto veliki impakt. Takođe, ima još jedan mixtape koji je izašao dok je Future čekao da izađe Dirty Sprite 2, a to je Beast Mode i upravo iz očaja i iz besa što su čekali da izađe DJ Esko iz zatvora su napravili to. Tako da, definitivno bi nabrao sva ta 3 relisa kao nešto što je bilo bitno. Imamo nešto što je možda meni personal, nešto što gotivim, jeste 21 Savageov Isa album. Prosto iz razloga što je napravio nekako pravi klasičan trap album koji nije imao nekako puno eksperimentovanja ni ništa, nego samo neka, kao T.I. što je uradio back in the day, tako je 21 Savage uradio od 2010. pa nadalje. Ostavit ću malo vama da pričate, imam dosta, ali let's make a pause right here. Иса албум, ако не се лажам, излезе 2018-та. 2017 мислам дека да. Значи скоро 10 години. Може да се каже дека може би доволно време, за мене не е Иса албум. Толку нема такво значење, да, може на кога се вратиме назад има некои големи хитови, ама во моментот, дури мислам дека во моментот кога излезе не ми беше ништо вау, искрено. Не ми се ни свигаше нешто многу. Ја преби Savage Mode него ли, бидејќи тој е quintessential албум кој што и го крена и 21 Savage го стави на мапата и Metro Boomin го стави на мапата и мислам дека е барем мене лично и мое субјективно мислење е дека тој е на пример поиш албумот кој што би го ставил пред Иса, дека е направи се што треба да направи. Имаше мемења, имаше catchy hooks, имаше многу јаки битови. Самиот по себе мислам дека многу поише направи за нив двајца него ли што направи Иса. Иса беше да follow up, мислам дека од Savage Mode, ако не се лажам. А после тоа следеше Иса албум треба да е првиот официјален албум на 21 Savage, бидејќи Beast Mode е, односно Savage Mode е микстейп. Да. Јас мислам дека Savage Mode као микстейп е многу значен, бидејќи кога донесе тој нов, многу по-спор трап, како да наречам, не е тоа по-трипи, него по-онака, по-мелоу, по-спор, а пак у исто време ги генгста. Таа продукција на Metro Boomin и тој ноншалантен стил на 21 Savage беше нешто нечуено до тогаш и затоа мислам дека имаше толкав успех уште од прва. Бидејќи беше нешто уникатно што пак да се навратиме 10 години подосна, поретко добиваме нешто што немаме слушнато до сега. Да. Вака, трап музика ко жанр има многу е широка. Не можеш да ја опишеш и мислам дека баш заради тоа од самиот факт дека многу е тешко да направиш 3, 5, 10 изданија кои што го имаат одцртано целиот жанр. Од самиот факт дека не знам, трап музика е многу поише неголи Атланта, многу поише неголи југот. Тебе ти пратив са вајле неколку скриншоти, онака имав малца навлезено у друг вакво, ама ќе го спомнам и EDM трапот. Како бидејќи во самите почетоци за трапот да стигне таму, за да стигне на комерцијално ниво, искрено мислам дека EDM трапот беше тоа кое што привлече многу луѓе од сите можни култури да влезат и малце да се имрснат у целата таа култура и сите тие кросовери на Pusha T, на A$AP Rocky, сите тие моменти кои што беа Jay-Z исто така, тоа ми беше hot take-от, дека Jay-Z е еден од првите големи мејнстрим рапери кои што не го присвои, ама со една песна го стави на мапа, а тоа е Higher со Just Blaze и со Bauer. Таа песна искочи 2013 и кога ова е уште пред Trap the Fuck Up, уште пред овде да почне, веќе го слушавме и мислам дека тоа беше моментите каде што не повлече и таа енергија за има нешто овде, веќе со Finally Rich, Chief Keef, затоа го спомнав Cruel Summer. И мислам дека ако збориме за трап, за мене тие се можеби и побитни, бидејќи тие имаат стартното све за да потера натак. Од тука влагаат Migos, Bricks, Carnage, после влагаат No Label двојката со Fight Night. Има многу моменти и заради тоа велам Атланта е еден и огромен дел кој што е многу заслужен за звукот, бидејќи од таму и потекнува.
но не смееме да ги изоставиме сите тие продуценти и заради тоа мене поише у тој момент и од самиот факт дека не сум слушал албум за албум, поише било истражување и гледање и слушање синглови, барем у тоа време, и дури и ти ако се навратиш на твоите креатови, сигурен сум дека ќе најдеш онака песни милион кои што се ремикси и не смеат да се изостават, брат. RL Grime, Хучи, има мал милион онака, Tonight, Lunis, Flostradamус, Original Dawn, Major Lazer, Diplo, Skrillex. Тие се исто така многу битни имења кои што најчесто се изоставаат од конверзацијата која се прави муавет за трап музика, ама мислам дека тие се дури можеби првите кои што го имаат стајано на поголемиот стејдж. Loudpack кои што настапувале на EDC пред 10-20 илјади луѓе, па ќе пуштат нешто од Migos, па ќе пуштат нешто од Young Thug, нешто од 2014, па луѓе ќе се закачат на тоа. Имало такви некои моменти кои што ја туркале културата напред и заради тоа не мислам дека треба да се изостави тој момент. Тоаш бевме многу активни на SoundCloud и после тоа, знаеш како тие сите ери беа многу short-lived, бидејќи EDM тработ некаде не застана, ама малце прекина да биде активен, толку да биде на високо ниво 2015. Па после се појавија Migos, па после тоа имаше нов со Lil Uzi Vert, па после имаше и секогаш и заради тоа сите тие артисти се quintessential, онака пребитни се за жанрот, бидејќи во тој момент се знае точно кога има дропнато, кога има првиот сингл на Migos со Lil Uzi Vert, Беден Бужи е првиот сингл од Culture. Тоа е првиот сингл после Fight Night и после No Label, првиот сингл што искаш. Мислам дека не е првиот е Кукун, ако не се лажам. Али да, Беден Бужи го најавува албумот. Да. И као плюс Culture е 2017. Почетокот на 2017. Да, кога ќе видиш веќе, знаеш, 2017 е многу поблиску до сега него ли до 2012 у поглед на музика и на звук. Не се слагам дека тоа излагат на почетокот на 2017, а песните излагаат у тек на цело 2016, нели сега 2016 се направи некој терен да се навратиме на неа. Не можеш да гледаш као at face value 2016, што ако некој албум излегол на 1 јануари 2016, нема врска, ова што излегло јануари 2017, значи дека албумот се најавувал и Беден Бужи го излезе на пола од 2016, така. Тоа е устари поентата, дека и поинаку фаќа и тогаш албумите и поинаков беше животот на една песна, откако ќе излезе до дека се најде на DJ сет. Locked, некој друг албум? Дефинитивно, да. Таа сум да се надовежам на оно што сте рекли на почетку, везано за трап музику и колико се заправо развила од почетка каде настала па до данас. И заправо видимо толико едно, ја то гледам као неко дрво кое отишло толико неки широки грана и под жанрова и мислим да заправо what makes a trap classic, мислим управо то да импакт какав албум има на наредних 5 до 10 година и утицај какав ќе да има на други future trap creators. Можеме споменути Barter 6, Young Thug, кој можда мислим да нисмо споменули вечерас, да. Као например тој по мене први пут да се свет сусреće sa vocal chaosom u pozitivnom smislu i vocal melodic chaos zapravo, što je onda inspirisalo i budući Futures work i Trippie Redd. Ima i jednu stvar isto što sam teo da kažem, pošto spomenuli ste da je Astro World nešto što osjećate da je poslednje neki pik trap talasa. Moram da ubacim tu Whole Lotta Red od Playboi Cartija, koji je izašao, čini mi se 2020. Na Božić i imao je jako mixed reviews u prvih par meseci, upravo zato što je jako bilo maybe too distorted, a little bit too much bass, ali smo videli kroz pola godine koliko je zapravo ne influencovalo 2-3 trapera novo, nego ceo novi žanr trapa koji možda ne slušaju naše generacije danas, ali su i tekako, to je sigurno najpopularniji trenutno trap podžanr među mlađima, a to su upravo Yeat, Destroy Lonely, Ken Carson, ceo Opium label u suštini. Tako da, definitivno Whole Lotta Red moram da kažem da je trap klasik i na sve to ja sam shvatio koliko je to bitan album kad sam otišao u New York, imao sam prilike da slušam Playboi Cartija uživo i ja nisam vidio energiju na koncertu nikad u životu takvu i odmah otišao na ono best concert I've ever been, upravo zato što je napravio album s kojim će da performuje na koncertu i kao to je bio razlog zašto ga je pravio, a ne da bi ga ljudi slušali možda
колима, него да би заправо имали тај live experience кој ја мислим да е трап увек леково, затоа што кад сам на неки претходне наступи ишao, it just wasn't well put, Да. могу тако да кажем. Тоа е за жал и стандардот. Беше стандардот на повеќето трап или new school артисти своевремено, освен на тие кои што со текот на годините се одвоија и стана нели top of the tier као Дрейк, Кендрик и таа класа на артисти, Тревис Скот и така натаму. Интересен тек е ова за Whole Lotta Red, искрено јас се осеќам дека е албумот многу значаен, иако морам да признам дека не е баш мој стил, али убаво кажа ти после 6 месеци последна година го издржа тестот на времето, како краткиот момент на време, како поминуваше време, стануваше се подобар и подобар, што е многу добро. Дури и со овој новиот албум исто така некако се осеќам, не дека го слушам албумот, ама еве сега спремајќи го сетот за вечерва убацив две-три песни од таму после пола година и повеќе можеби од година. Така да морам да признам дека стварите на Playboy карти ми треба малце време да ми легнат, ама кога ќе легнат И тоа е сосем окей. Тоа е сосем окей, мислам дека и у тоа време баш правиме му 12, 13, 14 години. На почеток не одма лепеа ствари, некои ствари малци погасно се дознаваа од кога ќе искочат. Мојот тек за Playboy карти е дека од самиот факт дека стартна цел нов као субжанр на рап, на трап, не го ставам во тој трап свет бидејќи да, 808 е толку е дисторзирано, XXX беше тој што на еден начин ни го воведе, можеби тоа со дисторзираните звуци, иако не правам комперации помеѓу двајцата, но XXX гледајќи го со тој distorted sound и Playboy карти, мене ми се скроз две различни ствари. И заради тоа можеби Whole Lotta Red не ми е као класичен трап албум, пошто тоа е нештото кое што го стартна и го однесе, па би го нарекол мејнстрим за младите и за таа генерација која што во моментот ја впива таа целата култура, за нив е тоа можеби најмејнстрим и тоа најмногу што тера и ги повлече кон нов правец, мислам дека искрено. Нов субправец на хип-хоп, на трап, на што и да е. Али не би го ставил во трап класик. Не би го ставил во трап класика. Ќе видиме, треба малце време да помине за тоа. Дека ќе видиме каков ќе биде ефектот и како ќе гледаме на него 5 или 10 години од сега. Тоа е многу битно. Да, тоа е мислим оној што чини, не можеме да видиме одма дали нешто трап класик или не, али ајде кажеме да прошло 5-6 година и некако јас само видим majority of trap као culture и луѓе кои слушају су заправо сви нагнути на тај неки yeet sound и онда као размишлам одакле потекло и наравно сам урадио research да видим дали тоа можда од неки треќа особа, ал стварно мислим да Playboy карти мора да пробие тај лед. И затоа го ту сврставам, ал апсолутно разумем овој твој point of view. Се слагам. Некој друг? Имаш уште нешто? Имаш Имал сам, тел сам да споменем за Rodeo и управо то, колико заправо утиче каде неки нови релиз настане и колико може да шифтуе тај саунд у неку трета страну, а тој управо и Rodeo радио, затоа што е убацио тај неки 3D звук, осеќаш се као да си у том простору када слушаш то. И то, например, не било ранее. Гледам само увек, почињем од Young Jeezy-а, од T.I-а, од Gucci Mane-а, и како е заправо звучал таа треп, и зашто е настao, и зашто се зове уопште треп музика. Мислам да тоа главни проблем данашница, што луѓе не сватају да е треп музика управо trapping means dealing drugs, right? И тоа е шифтовало. Данас не мора нужно да се пева о томе, односно се репува да би се нешто назвало треп албумом, него су луѓе онда прихватили само тај звук и type of beat и сматрали га да е trap music, јел? Добро, види, баш бевме ние во четвртокот тука на гости во Стерео Лаб, радиото на лабораториум, и баш зборевме за ова. За мене лично, кога се каже трап музика, за мене битот прави на песна да биде трап. Ако е тоа дадено темпо, ако има 808, мада не ни мора да има, ама најчесто има, тоа прави за мене на песна да е трап, без разлика дали на неа пее Майли Сайрус или Juicy J или T.I. или Дрейк или J. Cole, појма немам, дека J. Cole е рапер, продукцијата е водечката сила во самиот субжанр, ако ги чуеш тие 808, ако го слушаш, а и сватиш дека е 70 BPM, па дури и тие и побрзите, значи веќе еволвираше во седо тоа, али генерално знаеме дека звукот е тоа и можеш да препознаеш што е трап песна, што не е. Уште од самата продукција, уште кога ќе чуеш како влага битот, Родео мене ми е трап, иако да, многу поише атмосферик, многу поекспериментален, али да, во тој момент Травис каже ова е тој, ова е новата ствар и после комерцијалниот хип-хоп шифтна малце во таа страна, малце помелодик,
по-спешал и атмосферик трап мюзик, така може да го наречам тоа. Али Родео ми е мене таму, Родео мене ми е топ 5 од цело тоа време. Дефинитивно, огромно значење има албумот. Тој uvek био, ја мислим, и хип-хоп као жанр. Некако жанр кој се менја из година у годину и uvek е нешто ново, интересантно. И како почело е у Бронксу, па е онда отишло и било веќе заинтересување глобално за што се дешава на West Coastu. Па е онда The South Side had something to say, јел, кад се добили свој први Греми, уместо Виги и Тупака, јел. И ја мислам само треба има ту среќу, односно Атланта, да е njihov жанр остao ту и онда се он ширио на далje гране. Така да, опет, it's hip-hop, it's an ever-changing evolution of music. Така е, и ние тоа цело време го збориме и чекаме да видиме што ќе биде следниот звук на хип-хопот, бидејќи во моментов уште немаме нов превалентен звук на сцената во моментов. Има заправо што е интересантно, не знам дали сте испратили UK Underground, тренутни кој иде. SD Kid, Fake Mink. Гледаме од страна. Да, гледано од страна. Не учествувам директно во тоа, имам преслушано неколку работи, ама предпоставувам дека, еви, конкретно сега со новата колаборација на Yeet и на SD Kid, снимен споту на Drake, ќе да мислам дека некако пак се покажува дека тоа ќе биде водечкиот звук. Не знам колку ќе издржи, не знам колку луѓе ќе се закачат на сето тоа, но во моментот тие се луѓето, мислам дека кои што ги влечат бројките, тие ги влечат стримовите, таму има веќе највише очи фрлено, мислам дека и не знам како ќе биде. Океј ми е, не го хейтам, не ми е толку репалсив, искрено попријатно ми е, пријатно ако може да се каже, ама попримамливо ми е за слушање неголи на пример Whole Lotta Red кој ќе искочи. Да, Поклине, иако е пак дисторзирано, иако е пак нападно, таква е енергијата, поише ме привлекува тоа бидејќи можам поголеми паралели да направам со тоа и со постариот и почистиот и еднодимензионалниот трап пред Родео, например, можам да повлечам, иако е малце чудно и фарфетч, али ми прави некако поише смисла неголи, барем, ако ништо друго ќе се потрудам и ќе го разберам, иако е од Ливерпул, можам да сватам што сака да каже. Ја имам проблем, мене да, иако продукцијата ми е водечка сила, секад сакам нешто да чујам и без разлика дали е soundbite, дали е adlib, дали е, морам нешто да чујам и морам нешто да видам. Не мора да е текст, не мора да е некоја полка од песна да се извади, али мора да има, текстовите ми се дел од сето тоа, хармонизирање, мелодија и ова ми е попривлечно мене и поблиско до тоа кое што јас можам да го поистоветувам како музика која што мене би пријала. Така да окей сум со тоа. Fake Mink немам слушано, новиот албум го немам чуено, сакам тоа да го чујам, али SD Kid искрено немам никаков проблем со тоа. Слушам веќе неколку пати, го имам превртено и топ ми е искрено. Види, албумот Rebel е за 2025 еден од албумите на кои што не Undeniable е буквално тој правиот збор што го барав. Не можеш да кажеш, може да ти се свиѓа, може да не ти се свиѓа. Импактот што го имаше, тоа е тоа, едноставно. Имам гледано неколку лайв шоус, луѓе стварно уживаат у музиката. Вие има таа целата rage енергија околу сето тоа. I'm fine with it. Луѓе се со енергија, се полни се, мора некаде да излезе тоа. Релисот е таму и you cannot deny it, брат. Не можеш да кажеш не на тоа. Ќе видиме дали ќе остане понатаму и со текот на годините дали ќе се враќаме на него и 2025 текно кој излезе Rebel на SD Kid или ќе помине ќе заврши само за некоја година. Темата ни е трап класици, ако некој сака нешто да каже, екипа слободно може да се качи со нас, нека не се срами. Сакаме да чуеме мислење на некој друг. Ајде, окей. Ево га, таван. Локт, фала ти. Фала вам пуно, друштво. И се журкаме после. Спреми си го тейкот, брат, таман имаме оги на брзинка и после ти ако сакаш да се качиш. Јас сум брз. Извини. Здраво, здраво. Ајде, кажувај кој ти е трап класик и зашто? Сите што ги набројавте, не можам да ги изоставам тие. Плюс, морам да кажам, да дам пропс за Young Thug, Slime Season 3, дефинитивно. Playboy Carti self-title албумот, што му е прв. Исто така. Тој мислам дека остаја онака, до ден денес се пуштаат песните, некако... Не е тој Playboy Carti што е сега. Кеш карти. Кеш карти, да. Као почетокот е многу добар. Мене тоа ми беше шитот. Ние бевме
младината у тоа време, мислам, таа енергија и мислам дека кеш карти е за мене исто така една енигма у тој цел свет, бидејќи после тоа и со ASAP, со Cozy Tapes и сите тие моменти, тоа беше не underground, али беше као второто ниво, веќе малце поалтернативно кое што го турка, али Playboy карти е тука одамна, не е нов, не е само Whole Lotta Red, карти го има сменето звукот 5 пати до сега и мислам дека уште од самите почетоци и Максо Крим Фети ден денес знам да ја пушта. Да. Да разбираш, и Hard, тој целиот андерграунд на трапот исто така не смее да се изостави, бидејќи е многу битен, бидејќи го давал од секогаш еджот на трап музиката. И мене тоа ми се свиѓа дека имало секогаш и баш тие години беше многу разновидно. Сите песни звучеа некако налик слични, ама сите имаа нешто различно да понудат. Тоа имам сега проблем дека тоа малце ја нема, не знам, дубината ја има изгубено, но у тој момент кеш карти мене ме беше, сеќавам на факултет, имам работено, имам цртано згради на кеш карти. Врв. Според мене нешто различно беше у воздухот у 2016 година Сигурно. за толку да остави Да. и од албум, и од музика, и од култура, и све тоа да е така како едно голямо движење. Апсолутно. И ја на пример би и вие дека се веќе ви имам овде двајца DJ, од тој период можете да ми навроите на пример, да не ве ставам on the spot, ама на пример по 2 песни сакам да ми кажете, на пример кои што од албумите ти кои што ги кажа и од албумите ти кои што ги кажа. Culture. T-shirt, Берем Бужи, Кукун, една ми фали, и тие се 3. Слипери. Пуф. Слипери. Finally Rich, Don't Like, Trihana, Hate Being Sober, Love Sosa, Јап. од Astro World, сите брат, не знам. Stargazing, сите анимите, Да, ама- Butterfly Effect, Сико Тие се. Моде валја таму, не знам, Да. оние Coffee Bean исто така, ако не е трап, има многу добри ствари. Оги? Ја морав да извадам вака, пошто не ми текна која песна, у кој албум е. Дефинитивно With Them, Young Thug, Digits. Слушав албумов после нова година некој ден. Let It Halftime. Halftime. Не, мислам дека Halftime не е. Не, Halftime мислам дека е у Barter 6. Мислам дека е у Barter 6. Let It Go, Magnolia остави исто така. Нешто различно беше и Јап. ми текнува у Епицентар 2017, Аери Панчо за шейковите која ја пуштава беше crazy енергија. Едва чекавме да се пушти тоа за, нели, нова песна, нов бран. Тоа е тоа. Некој сака да дојде да каже нешто? Без притисок, ако сакаш, сега е моментот да ги фала ти, Ајде, немаме многу thank you. време, уште овај Thank you, дечки. се спремаме за журка. Инаку, фала ви на сите што дојавте во Шершац оф програма, журка да ни почнува од 9 и... Слободно, ела. Да, слободно. Важи. Здраво, Здраво. те молам представи ни се, кој си, шо си и шо имаш да кажеш? Епа, јас сум малце помлад од демографијата тука што е, ама искрено многу сум вака, ме привлекува сцената цела што е трап, рап музика, се тоа. Сите мои другари денеска кога дознав дека има ова, сите ги замолив, мислам ајде идеме и така. Big up екипа, браво, фала ви. Бига пола се тука, пола не, али нема везе. Нема везе. И не знам, дојав пред 20 минути, не знам искрено што спомнав до сега, што не. Кој е трап класик албум за тебе? Еден ако мора да бираш. Еден ако морам да изберам, Culture, Migos. Culture Migos. Апсолутно. Зашто? Слушаше ти музика кога излезе тој албум? Или тоаш почнуваш или го дознаваш за покасно? Тогаш почнав. Тогаш беше 2017-2018, мислам. Тогаш баш почнав. Знаеш, не бев 2015 кога беше DS2, кога беа Monster, кога беа Barter 6, сите тие. Добро. Ама више 2017-2018, Astro World, Culture, сите тие мора, мислам тие се и за мене, и за моја генерација. Сега, значи, што правиме Мигос у тоа време не се споредува. Мислам нема кој не знае Берем Бужи, нема кој не знае T-shirt, дури и ко соло песните, ме сваќаш, нема кој не ги знае сите тие. Добро, интересно. Го слушаш Culture од време на време, си го пушташ на Spotify? Цело време. Еден од
албумите што ги имам највише у ротација. Од почеток до крај. Од почеток до Браво. крај. Dedication, Да, брат. да. Dedication. Не мислам дека ја го имам чуено топ тупора. Може би кога искочил, али не знам кога е последен пат што го имам слушано. Али I respect the hustle, тоа е, брат. Тоа е тоа, супер. Нешто друго да ни кажеш? Па Што слушаш у моментов са што ти е најхит? моментов знам, искрено ви кажам, у моментов последно Fall Off го слушав од J. Cole. Тоа ми е најхит моментално. Апсолутно феноменален албум. Секад сум на Monster, Future, секад сум на тоа. И некои такви мора да се спомнат секад. Не знам дали не знам зашто сте збореле, не знам зашто не сте збореле, ама не може без да се спомнат тие две. Каже си ти што може да си кажеш, уште минута две имаме, така да за Monster на пример, зашто баш Monster од сите можни проекти на Future ги има премногу и албуми, и микстейпи и се, зашто баш Monster? Да, тоа е Има, интересно. ама никоја нема Coding Crazy, никоја нема Throwaway, никој нема Wesley Presley. Тешките. 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 Поштовање. Пошто. Има Да, ми да, рука. да, ова е за поштовање, брат, дефинитивно. Има многу, ама ова се 10-11 песни и сите нема мис. Тоа е легендарно, искрено. На Monster, Throwaway, да, Throwaway. Супер. Интересен тейк. Многу добар тек. Брат, Дефинитивно. види, значи тој микстейп ран на Future е тоа што го прави Future, го става на мапата, го циментира онака на мапата. И тука, јас мислам дека почнува од Monster, Beast Mode, 56 Nights, DS2, Evil, What a Time to Be Alive. Ако Purple не се- Rain. Purple Rain. Да. Мислам дека тој е цел рани и тие 2-3 години Future е на врвот на сет тоа. Како се викаш? Гео. Георг? Гео. Гео? Да. Гео, фала ти многу, big up до тебе, фала што собрас храброст и се качи да ни кажа Не, морав да чуем прво што зборите за да знам каде се Ако. убаца. супер, фала ти. Тука завршуваме ние со панел дискусијата најголеми, најзначајни трап албуми на сите времиња. Јас сум Дарко Айри Скреч, тоа е Try Check It Activity, ова е Гео, ги слушнавме и Locked и Оги. Фала ви на сите што дојдовте на Шршатс Culture of програмата. Ќе ве замолам да искочите да надвор пред да почне журката, си купите карта ако сакате да влезете и да останете на журката, почнуваме од 9:00. Михаел ја отвара вечерта и тераме до 12:30. Се надам дека ќе си поминеме добро. Shake Reinvented, Шршат за прв пат во лабораториум, местото е прекрасно, кој тука више може да го види, кој ќе дојде покасно на журка ќе го осети, ќе го види, ќе го осети. Се надам ќе си поминеме добро и фала ви на сите уште еднаш.